Дефицитот е висок затоа што преку 40% од средствата кои се потребни за исплата на пензиите во државниот фонд, фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, се обезбедуваат преку буџетот. Тоа значи дека се согласувам, не е доведено опрашање исплатата на пензиите, но на долг рок фондот како што е сега поставен не е одржлив, состојбите не се одржливи. Јас да коментирам малку на оно што беше кажано од госпоѓа Апостолска. Мислам, таа не ја кажа најважната и првична причина за дефицитот, имено тоа беше преминувањето кон приватните пензиски фондови, односно воведување на вториот столб. Тоа, според сегашните анализи, учествува со преку 25% од вкупниот дефицит што го генерира фондот. Оставете го првиот, овој државниот пензиски. Тамо може ефикасноста да се зголеми, да се среди евиденциите и така натаму. Мислам дека главниот проблем е кај вториот пензиски столб. Во времето на госпоѓа Апостолска, преку 30-40 тоа нивни, да речеме, аналитичари го кажуваат, преку 30-40 вработени, кои што не требало да влезат во тој втор столб, отишли минатата година, тоа го забораваме, видовме, имаше еден скандал кога првите луѓе кои што требаше да добиваат пензија, видоа дека имаат понеповолни услови затоа што се зачленили во вториот пензиски столб. Значи автоматски префрлање на најмалку 40.000 лица од, и тоа ќе го растовари системот, од вториот кон првиот пензиски столб. И една длабенска анализа на вториот пензиски столб. Тука има огромни проблеми. Ние сме единствената земја што не чепна, од сите земји што го имаат, што не чепна и во времето на рецесијата, кризата, дали со намалување на стапките што одат во вториот пензиски столб, дали со времено замрзнување на уплатите, дали со укинување како што направи Полска деломно, како што направи Унгарија и така натаму. Ова е како нешто што не треба, како некој тотем за кој што не се зборува.